Јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар воведува измени во зонската поделба на јавните паркиралишта, временското ограничување на користење на паркиралиштата, начинот на наплата на паркирањето и начинот на користење на повластена паркинг карта за деловен субјект или вработени во деловен субјект. Промените на зоните се однесуваат на трите најфреквентни јавни паркиралишта Дебармало, Буњаковец и Капиштец. Од вчера секторот Дебармало од зона 1 премина во зона 01, а секторите Буњаковец и Капиштец од зона 2 преминаа во зона 1. Како што информираат од Паркинзи на општина Центар, со овие промени ќе се добие подобра организација на паркиралиштата, ќе се воведе поголем степен на контрола и ред во паркирањето на територија на општина Центар, а воедно представува и превентивна мерка за намалување на степенот на загаденост на воздухот. Цените за 1 час паркирање на овие 3 паркиралишта се зголемуваат за 10 денари. Во зона 01, 1 час чини 50 денари, во зона 1, 1 час чини 40 денари, а во зона 2, 1 час чини 30 денари. Во делот казнување, односно наплата на непратена порака за паркинг, јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар издава дневна паркинг карта која е во важност од моментот на незиното издавање до истото време на редниот ден и важи за паркинг зоната во која е издадена. Дневната паркинг карта во зоната 01 изнесува 1200 денари, во зоната 1 960 денари и во зона 2 720 денари. Доколку издадената дневна паркинг карта финансиски се раздолжи во рок од 24 часа од моментот на незиното издавање, се смета како дневна припејд карта и истата за зона 1 изнесува 600 денари, а за зоните 1 и 2 400 денари. Доколку дневната паркинг карта не се уплати во првите 24 часа од периодот кога може да се раздолжи како дневна припејд карта, издадената дневна паркинг карта треба да се уплати во целосна сума во рок од 8 дена од денот на незиното издавање. А во случај да не се уплати дневната паркинг карта во дадениот рок, во соработка со Министерството за внатрешни работи, јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар обезбедува податоци за сопственоста на возилото, врз основа на кои се изготвува опомена и фактура. Граѓаните кои не се корисници на јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар треба да бидат особено внимателни каде паркираат, бидејќи честопати се случува граѓаните да се паркираат на паркинг кој е наменет само за станари. Во тој случај, по барање на станарите, возилата за кои јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар нема податок во датабазата на податоци, се отстранува со специјалното возило пајак. А доколку затекнатото возило е корисник на јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар, контролорите се должни да го известат сопственикот на возилото, сам да го отстрани од резидентното паркиралиште, информираат од ПОЦ.